Антикорупционерите версус груби. Добар ден и добре дојдовте во ова најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мен Огнен Јанески. Во денешното издание ќе разговараме токму за оваа тема, која што не е нова, но има еден нов развој, дополнителен на она што претходно се има случувано околу реакции и кавги кои што ги има првично за зградата, каде што требаше да оди антикорупцијска, па отиде тогаш ново создаденото, ново формираното министерство за политички системи и односи меѓу заедниците, па потоа околу играњето фудбалче во канцелариите, па торти, приватни состаноци и така натаму. Денес, односно од вчера и денеска, имаме нов развој во делот на комуникацијата помеѓу антикорупционерите и вице-премиерот Артан Груби. Немаме капацитет да се возиме во службени возила 24/7 и за приватни потреби, но имаме капацитет да се избориме со вашите оркестрирани напади. Ова е дел од одговорот на антикорупцијската комисија до првиот вице-премиер Артан Груби, кој ги критикуваше антикорупционерите, велејки дека има сомнеш за нивните капацитети за работа. Антикорупционерите го подсетуваат првиот вице-премиер дека 4 години поред антикорупцијска добива позитивни оценки од Европската комисија, која бара другите институции да постапат по нивните препораки и велат дека ги зачудува фактот што Груби не ја признава оценката од Брисел, а истовремено се залага за брз влез во Европската Унија. И токму на оваа тема разговараме во текот на денешното издание во емисијата Очи во очи на 0260 91 924 или 925. И доколку имаме некој на линија, може да одиме и веднаш со вклучување. Добар ден. Добар ден, Огнен. Па погласно режија, повелете, ве слушам. Дали се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Добар ден. Вака сега. Во Минхен, во фабриката за Мерцедес, газдата вози мало количе, не вози Мерцедес. Кога ќе направам компарација од овие нашите газди и службеници, па у неколку наврати имам видено како службените возила си ги користат по нивите, по селата, по воштарници, се враќа после во град и се прави службеник на висока нога, на јако ниво. Не е само тоа, антикорупцијска нема сила да се справи со тоа. Таа само така е поставено како пионче да фигурира на еден начин. Джабе таа комисија, тие членови тамука, кога немаат ингеренции. Спрема тоа, службените возила ги направија, како да ви кажам, како да е татковина имовина на еден начин. Така ние функционираме. Балканското ниво ни е такво. Не знам до кај можеме да идеме вака. Никој ништо не презема, кој што сака тоа си прави. Товари, пакети носи дома, на службеникот му вика, немаш гајле. Мој човек врши работата, врати го возилото, го презимам. Јас си вршам со службено возило, ни полиција, ни ништо. Никој ништо не ми може. Службено возило. Не пишува на возилото прифатни цели. Толку им да кажам, Огнен. Биди ми поздрави. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и јас. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме со некого? Доколку имаме некој на линија, може да одиме веднаш со вклучување. Повелете. Зборуваме за темата околу антикорупционери. Добар ден. Да, добар ден, повелете. Благодарам. Па вака. Прво ние вршиме најголема злоупотреба на се оно што не е наше, што е туѓо и сакаме да го искористиме како едно магаре што се вика удри товара па нека цркне. И затоа мислам дека сепак треба да се воведат строги мерки, строги казни за сите оние кои што ги злоупотребуваат, значи службените, не само возила да речеме било што и да е што е службено, што не е твое, значи да го користиш кога сакаш, како сакаш и колку сакаш. За сметка на тоа, значи некој вложил во тоа средство, возило, средства, за да му служи
при обавувањето на одредена работа која му е доделена да може, што се вика, на време да отиде, на време да стаса, да ја обави работата и да се врати назад, што се вика, да го остави ономо каде што е во гаражата и да си оди, што се вика, дома со своето возило. Но оно што претходниот рече, ние сме таков народ, дури и ако треба со службеното возило ќе отидеме и во нива, па после тоа дури нема ни да го измиеме, ќе го ставиме со кал тако како што ќе го направиме и ќе го вратиме назад онамо каде што му е местото. А тој што ќе го земе после тоа, нека му мисли како ќе го дотера во ред. Затоа ние, значи, само го гледаме личното, своето, но оно што е општествено, значи, мислиме дека секој може да го јава, да го товара, како да е туѓо магаре, а не како да е свое и да треба да се грижи за него, некако, да речеме, да тоа има рок на употреба 5-10 години, ако му треба и за една година нек се амортизира, важно не. Така, истече времето. Благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија? Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете. Почи до вас, огледнете, нема да го заборава името, мислам. И една голема честитка на Србите денеска Видовден и на муслиманските верници римската исповед, честитку на Бајрам. Честитки, конкретно за темата. Мислам, уште не овие афери не се веќе, ова се познати дела кои се сторени веќе. Не знам на граѓаниме како не ми јасно дека ова ништо не е. Груби се возил со службено возило. Па према делата што ги прават груби и сите тие кои потекнуваат во владата, преку Учека, Дуи, Зелени, кои се во владата и нивни слични такви, кои се без дипломи, како што министерот за здравство, кој зел диплома во Сараево кога универзитетот не е работел. Таквите груби кои зел диплома, така слушав кај овој Мерково Струга во приватното, не само што тие се злоупотреби, што тие се кривични дела, него јас се потенцирам. Тие има долго поголеми кривични дела, грави сторени према Македонија и македонците, со крвавени рад седат во владата. Овие дела ништо не се за разлика од тоа што правеле. И ако нашите продадени душички од ДПМ и СДСМ им дозволили да седат во владата и да владеат со власта, тогаш ние не бараме кривица во нив. Ние треба да решиме со нашите продадени душички од ДПМ и СДСМ. Денеска слушаме дека Емил Дук на Али Ахмети за време на ДПМ и бил поставен таму Министерството за економија кој е сега советник за на амбасадата таму во Тарбур, за каде. Значи, нашите се продадени душички од ДПМ и СДСМ, додека не решиме со нив, додека тие ги стиме и не одговара за оние злодела што и правиле. И за законот за амнестија, и за закони кои не ги почитуваат и за криминалот и за све. Не можеме ние сабе зборуваме што го напаѓаме групи кога се нашол, кога не ги нашол таквите толку лесни, толку материјално продадени. Така. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Па, околу изјавата на Бранко Азевски беше пред недела или две, во Стопанската комора рече преку викенд во ноќни часови службени возила гледал паркирани покрај нивите. Сега, ноќе на нива не се работи, се знае ноќе може две работи да правиш. Едната е да крадиш, а другата е да не ја кажам на телевизија, не? Така. Добро, во секој случај, можда и намерата не е лоша, можда сакаат да шират љубов, можда и благородна идеја, не знам. Меѓутоа, ајде вака сериозно да погледнеме на проблемот. Како што има апликација за контрола на средствата во буџетот, што е добро и не знам како оди таа, дали работи уште, дали податоците се ажурираат и дали може од нив да се извлечи нешто корисно. Како што е налик таа апликација да се направи посебна друга апликација за службените возила. А околу зборам службени возила, мислам и на општински и на државни. И обавеза на секое државно возило, било да е општинско или републичко, да се стави GPS. И со таа програма да се гледа
кога, кој и во колку часот било посетено некое место и зошто било посетено некое место. И колку се троши за гориво, колку се троши за резервни делови, еден целосен список да видам за секое возило јавно, пошто јас ги плаќам ти, мислам, не само јас, Така е, сите ние. Сите граѓани да имаат пристап до таа информација. Се додека не се направи ова, ќе го барам секоја можна прилика на вакви контактни емисии. Благодарам Огнен за остапеното. Благодарам многу за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете. Добар ден, поздрав од Кавадарци. Поздрав за Кавадарци, повелете. Така, јас сум она средна генерација што зафати науки на бивша Југославија. Тогаш службените возила, иако беа малку, беа обелечени со црвени таблички. И кога ќе беа во сообраќај се знае дека се службени возила. Тие службени возила служеа исклучува за службени потреби. Ако случајно се разбереше дека се злоупотребува, се земаше службеното возило и да следува санкции, казни. Додека сега ние на секаде имаме огромен број службени возила. Од самата влада, од министерствата, овие будиски организации, царина, управа за јавни приходи и така натаму, па до општините. На секаде огромен број на возила. Немам податоци некои колку службени возила ние имаме во Македонија во однос на вработените лица во служби. Можеби не водеча држава во Европа за тоа. Премногу службени возила и премногу пари се трошат на тие регистрации гореве од државка на службените возила. Сега се не напаѓаат страните амбасадори, си го слушав холандскиот амбасадор, огромни милиарди пари се вложени во Македонија за развој и за стабилизација. Али тие пари не одат во правите мест, одат на такви работи, за испирање и за трошење за безвез. Затоа не критикуваат сега. Фала многу и пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Во однос на оваа информација, притисок врз работата на антикорупционерите и оркестриран обид за дефокусирање на јавноста. Вака, Државната комисија за спречување на корупцијата ја оцени изјавата на првиот вице-премиер на владата Артан Груби, за кого имаат и предмет отворено. И при тоа во изјава која што тој вели дека не верува во капацитетите на ДКСК и дека немаат ниту еден успех откако се избрани. Во соопштение до јавноста, Државната комисија за спречување на корупцијата на 28 јуни реагира на изјавата на Груби, велејќи дека институцијата има капацитет да се избори со нападите на вице-премиерот. Цитирам: Во право сте, господине Груби. Антикорупцијска нема капацитет да се вози во службени возила 24/7 и за приватни цели, да злоупотребува државни простории, да користи репрезентација и службени платежни картички, ниту да се расфрла со буџетски пари. Но, бидете уверени дека има капацитет да ги исполни своите законски обврски и надлежности и да изработи бројни иницијативи и препораки, кои се уште чекаат ред и време за да се постапи по нив. Завршен цитат се вели во соопштението. Оттаму напоменуваат дека 4 години поред во извештајот на Европската комисија за напредокот на земјата, институцијата добива позитивни оценки за својата проактивност и отворање случаи против високи функционери. Антикорупционерите сметаат дека со ваквите ставови вице-премиерот Груби не ја признава оценката на Европската комисија и изнесува неосновани обвинувања. Добар ден. Добар ден, Огнен. Да, повелете. Поздрав до тебе. Благодарам, поздрав, повелете. После интервјуто на холандскиот амбасадор, секоја дискусија е депласирана, ми се чини. Зашто збориме ние, зашто зборуваме, значи, човекот вика милиарди се вложени заради да се направат реформи во вашата држава. Не чекате вие 30 години, ние ве чекаме 30 години. Дали е до менталитетот ваш, што е проблемот ви? Зашто зборуваме ние? Милиарди се значи вложени. И прашува каде се милиардите. Значи на Груби, и вика плюс власта, уставните измени ги злоупотребува за да не ги спроведе реформите. Реформите требаше пред 10-15 години да се направат. Не е мрднато од место. Значи изговор им се уставните реформи и се фатиле за тие последва стапки. А Груби важно треба да знае тоа вице-премиер кој што функција има во држава. Антикорупцијска може да иницира сомнителен случај, да го изнесе во јавност да обвинителството е тоа што прави истрага, вие не се истражители. Како антикорупцијска сега треба да
истраги да прави. Тоа не е го нејзина функција. Значи, кога ќе се инициира случајот, обвинителството треба да покрене истрага и да прибере. Има докази, нема докази за одреден случај. И дали треба да се покрене обвинение. А кои се обвинителите на Груби не му е јасно, нека прочешка таму имиња, презимиња да види кои се обвинителите и кој не си ја врши работата. Едина светла точка, мада и во антикорупцијска има некоја селекција на предмети. Меѓутоа, по мене единствена светла точка во овој наш систем е антикорупцијска. И кој најде, Груби се најде да ја критикува. Ни срам, ни перде. Благодарам и поздрав. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија повелете. Добар ден. Добар ден. Вака. Ова мене ми личи на кучињата лајат, карванот си врви. Значи, секоја недела имаме по една корупцијска афера. Не мрда со мал прст обвинителот. Антикорупцијската, гледате ли, што се случува? Така ја направија тие пашите политичари, да зависи од обвинителството. Може да се утепаат од работа и обвинителството фиока да го стават предметот и завршена приказна. Значи, ни ќе дојде до судење, ни ќе почне судски процес. Толку едноставно, не знам како не гледа народот. Значи, целата игранка е, суштината е дека дуи команда со државата, односно албанците, комплетно председател, премиер и овие пратеници од СДС ја дадоа власта на ДУИ, преговараат со албанците за идентитетот, че се што побараа бугарите е усвоено од нивна страна, овие само чмаат, си го товарат магарето и кјутат. Од друга страна, што се случува? Си играат фудбал и кошарка, му се смеат на народот, буквално му се смеат, си вработува овој колку стака и а тоа министерство ништо не работи. Земите камера, не смеете да припарите таму. И прашете еднаш, направите една емисија што работат тие таму 500 и кусур луѓе и колку од тие се албанци, колку македонци. Ке видите 99% албанци и прашете што работи Министерството на Груби. Тоа треба суштината да ја фатите. Значи целата приказна е тоа. Опозицијата е претворена во истражувачко новинарство, спијат, наместо да го поведат народот на протести, а вака како штидат работите, каде што криминалот не се казнува, за една година до наредни избори. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија повелете. Ало. Добар ден, повелете. Простите, почитувам водителу. Да. Јас вака ќе го почнам мојот, така да кажем, муавет со вас. Лечење на комплекс, на пониска вредност. Тоа е докажано кој нас. Значи, забораваме дека во суштината на човечкиот карактер е битен и генот. Јас ке спомнам, не знам, вие сте биле Малтоваш, пред 30 години председателот на Шведска Улов Палме одел на работа со велосипед. Изричито барал да нема лично обезбедување. Се заврши како заврши. Почитувам водителу. Данска и Холандија, према бројот на жители, имаат близу толку велосипеди. Еве како доаѓаме ние овде лечење на комплекс. Антикорупцијска, по моје мислење, си го знае, така грубо кажано, занаетот. Ја мислам дека се они целосно оддадени на нивните работни задачи. Но за жал, има структури и поединци кои што ги девалвираат. Дали заслужили или не, они ги девалвираат. Ја во антикорупцијска гледам една цврста, грубо кажана, тупаница, кој што мораме да ја почитуваме сите и сите судови на нивното запишано и кажано.
и сето тоа да се спроведува во дело со со судски пресуди. Благодарам. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Здраво, здраво. Здраво, повелете. Види вака, овие се смешни работи, што ги читам овдека антикорупционери, веат груби. Груби, малку да зине сустата ќе ги изеде, одно. Значи, познавајќи кој стои зад него све, значи, овие само да си ги оправдат работните места, тука джафтаат, мислам дека они решеле работни си. Значи, овдека едино може само на 10 милиарди евра до долари инвестиција да се стави во, речеме, групација воена, како што е Руски Гвардија. Речеме, па да дојдат тука воена со наоружање, со сето ова, и тогаш да почне да чисти антикорупцијската, да ги бара сите криминали што се дешаваат и обвинителството да почне да функционираат. Сега се сите стајни ушчише од страх, затоа што овие немаат милост. Верујте ми, порано се збореше за италијанска мафија дека ставала кондучиња бетонски на луѓе кои ќе требаат да се закачат со нив. Па колумбици не дека машнички ставале колумбиски, те луѓе што пробувале да се справат со нив. Овие се најлоши што владеат држава моментално, благослов на американците, значи и Европска унија. И тој холандјанец ли кој е, што толку јако удара по маса, тоа е само една закана дека ќе би ја секнеме инфузијата од давање кредити, тие пари што ги дава лон на времето, тие пари треба да се враќаат и ги враќаме. Дали со нови кредити што зијаме или не, важно им ги враќаме, нема ништо поклон од нив. Тоа што го кажуваат тие европејци и таа запад, тој расипан запад, тоа е све ветер у магла. Лажење да нема и каде. Македонија е преку 20 милиарди долари заглавена од тие такви кредити што тука ја спонзорира оваа номенклатура на власт и претходната. Поздрав, пријатно. Благодарам за јавувањето, пријатно. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, повелете. Ало? Да, ве слушам, повелете. Па само да му напомнам на тој првиот, Михен не е градот на Мерцедес, Михен е градот на БМВ. Ствари Баваријан Моторверке. Тоа е кратенката на БМВ-то. Иначе градот на Мерцедес е Штутгарт, инаку најтурскиот град во Германија. Тоа колку да знае што е Германија, како да работи. Тоа сега што се зборува за груби, за неговата дејност. Па видите, сега не може да му се забрани на овие луѓе да ги користат тие возила. Тие ги користат во секој случај. Ако треба и други таблици ќе му клај, ќе му стави други таблици и пак ќе вози колата. Не е проблем. Тие имат резерва таблици таму во внатрешни, како што работи речи го полицијата, така можат тие да работат. И да си ја вози колата кај сака. Може и сообраќајно да му изваи нова. Се може да направи, секако фалсификат. Власт е. Што можеме да управиме на власта. А и Азерски некако се чешите на и тој вози службена кола во приватни цели. Оди на нива, јас не знам кај оди тој, може на нива, може на планина, било каде, меѓутоа оди некаде со приватната кола. На државен трошок, оти коморета. Сепак е некој дел од власта, некој дел кој што се финансира од народот. Значи, не е некоја дејност која што се само финансира, што заработува за тоа што го работи. Така да, не знам, ова работа ќе си тера и понатаму вака. Не верувам дека нешто друго ќе биде. Дај Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден, повелете. Ало? Да, ве слушам, повелете. Поздрав, Оген. Поздрав, повелете. Па ви во антикорупцијски, ја мислам дека ништо не направи овие 5 години. Кога ќе видиш таму, сега да не викам дека ја Банет
едниот е Баџана Кнатала Джапери. И што сакаме више? Ова што е председателката, таа е окорили СДС. Вие што сакате од Антони? Само ги плаќаме, а ништо не направи. Колку они, кои што кажуваат, работат, толку повеќе криминални имаме. А не е крив други. Па рачунете, кои што кажува холандскиот амбасадор, дека толку пари се дали, не знаат каде отишле тие пари. Па ние имаме гувернер на Народна банка. Она првен знае кај одат пари. Ако дојде до сменување на власта, па ја мислам дека има 10 луѓе што треба да бидат стварно испитувани и тоа добро испитувани. Почнувајќи од Бежовска, па Фатмир Бесини, Лукаревска, јавните обвинители, Јовевски, еве овој најновиот што го ставија. Тој најбо Јовевски, он да ги стават у некој музеј како за воштани фигури. За темата ќе ве замолам да зборувате, господине. Па исто така, таму министерот за натрешни работи. За темата, господине, ќе ве замолам. Па темата кажам... Не сте на темата, господине, зборувајте на темата. Но што, они треба да возат, стварно треба да возат. Државни службеници се. А колку трошат таму на бензин, на нафта, на плин, тоа си знаат. Само 10 луѓе треба стварно менување на власта и тие наменгеме прстите. Добро. Благодарам за јавувањето. Во секој случај ви истече времето и многу ќе реагирав на изборот на зборови дека некој треба да стои на менгеме од власта. Тоа се многу сериозни зборови, господине, кои се надополнуваат на тоа што во текот на вчерашниот ден го упативте кон нас новинарите, сега го упатувате кон други групации. Следен на линија, повелете, добар ден. Огне, добар ден. Да, повелете. Орска со службените возила, многу ги има, нели? Мајката. Вака, пред 40 години, кога бевме Југославија, јас со мој уши, тоа сум го слушал на радио, не на радио Скопје. И една споредба направија тогашните власти во Југославија и Шведска. Замислите, Шведска помала од Југославија. Бројчено е. 150 возила купно шведската влада. Само 150 возила службени. А додека Југославија 157.000 возила. Од време сме научени ние така и така ќе оди. Меѓутоа, стварно не треба да ги злоупотребуваат возилата. Треба да ти строго службени, треба возила да има, треба да има. Речеме, не може, Министерство за внатрешни работи конкретно се, за министерот, значи треба едно да има. Меѓутоа, останатите служби се неопходни во МВР. Инспектори треба да имат, што одат теренски, има разни инспектори од криминалистика, од, не знам, санитарни инспектори, разни ги има, мора, значи треба, меѓутоа, треба строго да се штеди гориво, да се штеди во гуми се штеди, не да ги стартуваат, да ги скрипат гумите, нели? Па наместо да трајат 2 години, 3 тие гуми, ќе отиде за 7 месеци така. Значи повеќе од заштита да биде повеќе од свое возило да биде. Тоа ќе бидеме домаќини. Меѓутоа, тоа ќе се продолжи. Вака тешко тоа да се сега со смена на таблица. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Добар ден, Огне. Да, повелете, ве слушам. Да те прашам јас. Хајде. Извини сега. Ако, научен сум веќе од вас. Покрај платата твоја, дали ти добиваш хранарина? Не. Дали имаш ресторан каде што треба да се храниш таму? Не. Дали добиваш картичка каде што може да си купиш одело, па после државата да ја надополни таа картичка како што прават ташиве? Не. Па зошто да ги имаат овие наши, што се вика во владава службеници? Па тие имаат огромни плати. Знаете вие
да не повторам, министер за земјоделство од ВМРО беше, оддело си купи. Како пример ќе ви кажам, холандска министерка немала да доплати во некој ресторан и ја извадила картичката. Тоа се дознало и кога испаднало во новини, во јавност, истото си поднесе оставка. Тоа е човек што се вика на место. Овие нашиве, покрај она што се хранат во рестораните, јас сум убеден дека и дома носат. А кога има гозба по повод некој празник или некој гостин, тие знаете што прават. Поврзани се со главните од рестораните и ги пунат колите и носат дома, а плаќаат народот и сметката од државата. Зошто да има тој возило до дома да го носи и од дома да го враќа на работа? Како што каже еден гледач, Улов Палме пешки одел. Па ќе оди пешки ако нема некоја грижа на совест. А што има луѓе кои мислат спротивно на него, ќе го убијат. Биди по... Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден. Ало? Да? Ало? Да, повелете, ве слушам. Огненче, добар ден. Добар ден, повелете. Види сега се од Прилеп. Овака Поздрав. сега. Ќе ти кажам само неколку збора, може? Ајде. Значи, лажната вистина е болна за вистинската лага. Тоа е прво. Второ, на Балкану се е Балкано. Значи, ништо не може да ни спери. Трето, ова се токо ќе се сумира, нека си овај политичарите малце нека трезвено си ги размислат некои работи што треба да се направат. А што се днесов дозволимо војни наплати? Тоа се нивна работа. А што се днесува од оно што треба да се сработи домаќански, пак си е нивна работа. Значи, резултатите се гледат према вложениот труд и тога се дели награда. А не може награда се дели на невложен труд. Што се днесува на службени возила и на друго. Све што е сладко трае кратко. Огнен, те поздравувам, ти посакувам се најдобро ти. Благодарам и јас вам ви посакувам се убаво и добро. Дали имаме некој следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Значи, кратко ќе бидам, мислам дека се злоупотребуваат службените возила. И од функционерите, и од нивните придружници или позначи, како не знам како да ги наречам, многу често можете да ги видите низ град, како се возат приватни цели, фамилии се разнесуваат, све и свашто. Така. Хвала. Ве слушам, да се... Аха, добро. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете. Добар ден и убав ден. Добар ден, повелете. Ја многу пати кажем и ќе продолжам да кажем. Ние не можеме да излеземе од комунизмот и непотизмот. Затоа што ова стално го кажувам, можам цел ден да давам примери како беше во комунизмот, истото сега што се случува. Меѓутоа, за жал сега, овие се, како да речам, повеќе народни пари се трошат, него што и затоа луѓето имаат право да си се бунат. Кога они имаат мие у джеп, не знаат што е регистрација, не знаат што е гориво, не знаат што е пари, како више човек не знае. Значи, народот е многу свесен и све гледа и све знае. Меѓутоа, ја не можам да му следам каде му е храброста на груби вако нешто да каже. Дека позади него стои голема амбасада, стои. И сега он, дајте, молим те, вака со антикорупцијска комисија. Па антикорупцијска комисија може кои ингеренции? Доаѓа, доказе што се можностите. Она не може повеќе веќе да изиграва обвинител и судија. Значи, срамота е вако нешто да се каже. А они, со таа злоупотреба, значи, како не им е срам да искочат и да го кажат тоа. Све се гледа, ништо не е скришно. Значи, играат онде фудбал, не знам, има таму што има и како има обштествена зграда и ред други работи, има сите комодитети си ги ужива, што не се под државна капа, да речеме, не би требало устари да бидат, меѓутоа за нив све е под државна капа. Народот нека плаќа, они се тераат како тераат. Ова е, ја не знам, не верувам дека ова ќе се
ќе се смени нешто. Уопште не верувам, затоа што никој не е заинтересиран за нешто да профункционира како што треба да функционира. Секој гледа за себе и за приватен джеб. Ова ви е непотизмот, 1000 пати и цел живот ќе го спомнем. Значи, тој непотизам не носи до таква крајна некоја цел, никаква. Имаш грб позади, прави што сакаш, никој ништо не ти може. Така, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете. Ало, добар ден. Да, добар ден, повелете. Може ли овде да дебатирам непотизам, непотизам? Тоа немаше опозицията беше на власт. Кадри квалитетни имаше вработување. Тестирање по квалитет. Тоа е добро. Мислам за вработување од кадрите. Дај се вработуваш. И за тоа се намалуваше невработеност. Од 20 колку се ова не наставаја. Што мислите вие за кавгата помеѓу антикорупционерите и вице-премиерот Груби? Тоа се само шминки. Оне кој сега освики си дае. Оливер, да речеме, Любен Јовички, пензија ќе одам, пензија остана. Исто бил на рускоска. Тие само игри прават, лаги, па се сука заедно да се бранат. Види се дека нема ништо напреднато. Ништо не функционира. Корупција, криминали, сето задолжување се наградуваат и гласат и ги поддржуваат. И слушателите има такви, како под пролите некои, што се јавуват. Значи, ништо не функционира. Вие со судството треба откоро да се смени. Само со промени. Зашто не прифанаа независно судство? Огнен, зашто не прифанаа независно? Корупцијата да видиме у судството, корупцијата да... За темата, господине, ќе ве замолам да зборувате. Молим? За темата ќе ве замолам да зборувате. И за темата збориме. Што сакаш да кажам? Судството не функционира. Благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Добар ден. Ало, добар ден, господин Огнен. Да, повелете. Прво, на почетокот да те поздравам тебе и да и поздравам гледачите на вашата телевизија. Поздрав. Фала и те на твојот поздрав. Па види, антикорупцијска постои, од кога знам, и работи колку што знам дека ништо не работи, речиси. Меѓутоа, само смакаќе се јави некој работи, да ги измеша и да ги кажам на таа председателката. Само Груби или само македонските институции се возат со службени возила. Па цела Европа се возат службени возила. Која на служба си на пат одишла, не може со твое возило да и шофер да си плаќаш ти платата нема да стаса 2000 евра. Така да апсолутно не знам, може би некој го поддржува тоа, вака држава ваква корумпирана. Ама секдека има корупција, значи тоа ова е чиста што изјавува, ја заборавам сега, не знам како се викаше, не е битно, председателкава, капацитет немале они. Како немаат и они плата зимаат, и они можат да се возат со службени возила, имаат и антикорупција, нема само Груби или нема само речи го Димитар Ковачевски или некој министри, сите имаат службени возила, градоначалник ќе дојде со неговата кола до работно место, па потоа оди со службено возило, оди на терен, не може така тоа. Така да целта ми е да кажам дека многу работи ги преодуцираме, ги правиме од значи нормални, дури ненормални. Значи ова е нормална работа што се прави, што се вози тоа секдека. Јас сум бил во Германија и секаде и во Италија, секдека се возат со службени возила. Што сега ние ако се возат со нивни, готово државата ќе збогатите. Поздрав, Огнени, секој дол. Поздрав, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Добар ден. Антикорупцијска не може пешки да отиде и да ги проверува луѓе. Мора да оди со велосипедник, оди или тротинет. Па нека им купат електрични коли. Нема да трошат бензин. Струја ќе трошат, зашто струјата ќе ги гони тие што ги прават централите. Затоа на струја коли нека им дадат и готово. Нема да горат гориво. Ама гуми ќе трошат. А какви гуми треба да направиме? Од што?
Па тогаш да направиме некои железници на една пруга и по улиците да направиме нека одат и антикорупцијска и сите ние. И ќе нема собраќајки. Па затоа ова се случува. Не овој дал, онолку пари, оној дал. Сите крадат. Па и ние крадевме како деца и уште крадеме како возрасти. И сега се правиме сите како од манастир да сме испаднати. Па тие Исламабад беа најопасни луѓе за општеството. Шиитите ги изробија. Не знам колко не изробија. Па и цркви, џами не им стигаат на некој. Ај пријатно. Ајде пријатно. Следен на линија повелете. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Поздрав до вас и до сите гледачи. Поздрав, благодарам, повелете. Бијајќи груби слушајќи му го честитам прво празнико, да го служи здравје и сите од муслиманска правоисве. Не ми текна дека е празник денеска, мислам кога го за него конкретно. Знам дека е, ама со него не го поврзав. Повелете. Еве јас го поврзав. Да. Бидејќи слуша тој и гледа, го поздравувам, ама за службените потреби возилото што го користи нема да зборам, ама за приватни цели кога ќе го стават на црната листа американците и него и другите, тогаш ќе се чуди. Тогаш ќе се чуди. А ако заврши како Груевски, и Груевски правеше вакви возила и Јанкуловска, па сега не знам кај се таму. Значи тој се јави затоа што ми кажа дека слушал и гледал. Да. Сега слуша и гледа и нека се јави. И да демантира дека нема така да види или дека да одговори на вашата тема правилно. И благодарам и пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија повелете. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Дали се слушаме? Да, се слушаме, вие сте, повелете. Ви благодарам. Ќе спомнам само едно, во времето на комунизмо, една госпожа спомна, било наследено ова. Во времето на комунизмо, јас работев во таква фирма и имам несобраќаен референт по собраќај и секој се баиле на теретни возила, на лесни возила, се правеше налог. Дали возилото ќе оди, пример, Битола Скопје, од Битола работев, дали ќе оди локал Битола, дали ќе оди до Ресен и ако го стопираше собраќајна полиција и немаше налог патен, кај ќе оди и што ќе оди и до колку ќе направи километри, на крајот налого се враќаше собраќајниот инженер со поминати толкави километри. Во теко на месецо, ако се надмашеше километражата и ќе се установеше дали горивото, како што турал гориво со бонови се турваше, дека од пропишаната, мислам, негова захвати на потрошњата на гориво, ако беше поголема, така речено, и се крадеше бензин. На помпа ќе му речиш 10 кила, ќе тури бензин, пиши ми 15. И тоа му одеше, се запираше на личниот доход. И на крајот да завршам, ги слушам ови, например, пратениците подобро би било да има службени возила него да користат нивниот и секоја година се купува по едно возило. И добро некој рече, и ние да сме на нивното место, истото ќе го правиме. Ви благодарам. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Јас антикорупцијскава комисија, вие вака сум ја замислил, како речи ги овие што глумат македонски приказни. Абе, кој ќе направам записник, Груби, нели кажа за Груби дека 30.000 евра дал за перење кола? Знај, сега по тебе, ти за 30.000 евра да периш кола, колку години треба да ја периш? За да платиш 30.000 евра. Па тоа е жива срамота. Антикорупцијска комисија, кога ќе го фатам некој, ма ќе давам извештај и по телевизии, и во судови, и во финансова полиција, сегде ќе пуштам. Та антикорупцијска комисија е за тоа. Кој ќе утврдам, ќе го пуштам од корен до гранките сите да знаат.
И убаво че овој претходниот налог имаше. Со налогот ќе се напиши кај ќе оди, кај ќе се врати, се знае колку гориво може да потроши одење враќање и тука се водеше сметка. Сега возилата не ги користат ја преку ден само за некоја службена работа и ноќе и дење и саботи, недели, кај сака таму одат. Тоа е баш и воздух направено. Без команда, без почит, без сега се вика начекавне. Океј, груби ова министерство 400 вработени, не знам кај се сместени тие. Фабрика ли има тој, што има? Добро може пола примат плата па седат дома. Не знам кај се сместени. Остај, што сака топ. Примат, возила, плати им качувал, 60 на столбанци биле внатре напикани. Тоа е нашата држава, нашата власт. Ама овие нашиве и испуштија од рака, дизгинон го испуштија. И сега не може да го повратат назад. Тука е проблемот голем. Кој ќе се свестат, касно ќе им биде. Него овие све треба да се протерат. Све да се протера што се на власт. Имат и оде... Така, благодарам за јавувањето, ве поздравувам и веројатно имаме простор за последен гледач. Добар ден. Добар ден. Да, поверете. Вака сега, да се не осмее цела публика, вака. Едно време даваа налози и директорот ќе ја качи секретарката и погрешка, вместо на радио копчето да го чепне, ја чепнал за питките нејни. И таа го чепнала за антената и рекла, со ова антена не паќаш ниту Радовиш, ниту Штип, а камоли Скопје или Белград. Кај ќе ме носиш? Врати ме дома, имам маш. И ова сега, имаат коли, нека си плаќаат гориво од себе. А овој што рече дека гледа и не разбира, тој толку многу разбира, нека каже многу работи што ние ги кажувавме на телевизија и што сакатме да направиме, тоа не се оствари. И затоа се носи во заблуда се уште да ги чепкаат питките на погрешно место и затоа ова се случува. Пријатно, нека му биде јасно сега што рекол. Мислам дека не е баш јасно што кажавте, ама добро. Дали гледаш се уште на линија? Добро. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Останете со телевизија 24, следува дневникот во 17 часот. Пријатно.